Прочитах ги явно барањата, само точките првенствено. Јас му речев да го прочита целото барање. Тут има некои родители што не беа од здружението, да прочита буквално се. И вика, не, да ви го скратам времето, бидејќи вие се брзате да одите на гробиште. Со тие зборови. Одма се фана на првата точка. Првата точка беше еднократна парична помош. И вика, и вие како СДСМ барате пари, само вика уште цената ви фале, вика да сте си ја напишале за вашите деца. Која ви е вика цената? И тука револт, што ние нашите деца не ги продаваме, нашите деца не сме ги израснале и не сме ги чувале на некој за една секунда да ги одземе. Ние не продаваме стока, ние дојдевме да си ги тражиме само правдата, да не се слуша, да имат разбирање према нас. А они ептен катастрофално. Јас го прашав дека беше 4 месеци да ни даде поддршка. Прашав го зашо не ни дава поддршка, зашо не е он со нас. Или да дојде една свекичка, тај гески ни значеше повише, да дојде една свекичка да запали на нашите деца, околку финансиската помош или било шо. И тој само рече дека он бил виновен и јас му одговорив дека да, тој е виновен.